Еве назад во студиото, како што најави мојата колешка Елизабета, а во овој блок ќе ја третираме темата ретки болести. Со мене во студиото е Ања Босилкова-Антовска од Организацијата за ретки болести Вилсон. Добро утро, Ања, добре дојде во нашето студио. Добро утро, добре најде. Пред се ве повикавме за тоа што утре организирате настан, меѓународниот ден на лицата со посебни потреби. Во 12 часот ќе почне пред градскиот трговски центар. Што се ќе се случува таму? Утре ни е многу голем ден во семејството на ретките болести. Утре е меѓународниот ден на ретки болести, последниот ден од февруари е секоја година. Оваа година е специјален, 29 февруари, редок ден за ретките болести, да. Како Национална алијанса повеќе години го организираме некакво одбележување на овој ден и во Македонија. Оваа година ќе биде, како што кажа, на влезот во ГТЦ од страната на плоштад. Сакавме да одбереме место што им ќе биде покриено, ќе не заштити во случај да има лоши временски услови, но и да обезбедиме дека сме на отворено со оглед на ситуацијата. Целта ни е да зборуваме за ретките болести. Целта ни е да дадеме поддршка за сите лица со ретки болести и сите оние кои се соочуваат со ретка болест без разлика дали се пациенти или се дел од семејството на лицата со ретки болести. Оно што го замисливме е една јавна акција во која на едно големо платно ќе ставаме отпечатоци од раце обоени. Тоа е кампањата која оваа година се води. Петката, значи дека од сите ретки болести кои постојат на светот, за само 5% од нив има лекови. Станува збор за 8.000 болести, се рачунете колку мал дел од нив има воопшто терапија за нив. Во Македонија имаме и такви за кои има и за кои нема. И целта ни е да едноставно да зборуваме за ретките болести, да прошириме кругот кој слуша за оваа тема и се разбира тој глас да стигне до институциите. И каква ви е перцепцијата, дали стигнува до институциите, но пред институциите, дали се зголемува свеста кај граѓаните, дали добивате поддршка со текот на годините? Апсолутно мислам дека како поминуваат годините, како се повеќе луѓе се вклучуваат и во активностите на здруженијата и едноставно со поддршка на сите активности кои се случуваат, мислам дека и народот станува многу посвесен, пораката допира до луѓето, дека сме тука, дека нема да си отидеме никогаш, дека ни треба едноставно нивната поддршка, свесност за оваа ситуација, за проблемите кои ги имаме. А се разбира и слухот од институциите се зголемува, дефинитивно. Имаме многу голем напредок во третманот на ретките болести, многу голема свест во пред се Министерството за здравство за оваа болест, бидејќи тоа не е најрелевантно. Меѓутоа и Министерството за труд и социјала се повеќе се вклучува, образование исто така, значи добиваме се поголема поддршка последните години. Значи ова дека е решен проблемот со недостаток на терапија и на лекови за лицата со ретки болести, бидејќи години наназад се боревте токму поради ова најгорчливо прашање за овие лица, недостигот на лекови. И да, и не. Се разбирам. Мислам, за прв пат од 2016 година ми се чини во Македонија 2017 веќе имаме лекови. Претходно воопшто немаше никаде достапни во Македонија лекови за голем број ретките болести. И како поминуваат годините со програмата, се зголемува бројот на пациенти кои се дел од неа, се зголемува бројот на лекови кои се носат, што значи навистина има многу голем напредок, меѓутоа секогаш оди полека и секогаш има пациенти кои се уште чекаат, лекови кои чекаат тендерот да се отвори, да се затвори, да влезат во постапка и така натаму. Речи се секоја година тендерите во Министерството за здравство се повторно на тема и она стандардно доцнење. Има лица кои дури чекаат и по 6 месеци за терапија. Што правите во такви случаи кога сте оставени 6 месеци без терапија? Проблемот е тука, нели, он административен, да речем, бирократски, едноставно постапката за тендерите е таква и она што ние постојано го зборуваме е дека мора да се најде начин, дека не може набавка на столици, набавка на било што да се еднакво со набавка на лекови за пациенти за кои буквално некогаш и недели се прашање на живот. Она што ние постојано инсистираме е да се направи една рамка, едно системско решение кој ќе ги регулира, да речеме, овие работи, кој ќе постави некои рамки во кои ќе функционира целиот овој процес и ќе постави граници, ќе ги разграничи, да речем, набавките на лековите, особено во итни случаи, од набавките на било што друго, бидејќи за одредени диагнози веќе имаме супер
функционирање на програмата, одлично планирање, одлична дистрибуција и така натаму, меѓутоа за оние за кои нема? Да, имаме постојано има нови диагнози, тие треба некако да влезат и во програмата. Откако не знам ако влегло тој во јануари, тендерот треба да се отвори февруари. Кога сме кај диагнозите, се појави и проблем со диагностицирањето на ретките болести. Единствено МАНУ може да направи одреден вид испитувања, меѓутоа и тие не се доволни. Па прочитав некаде информација дека лицата со посебни потреби само за диагноза во странство плаќаат дури по 5000 евра. Многу е скапа диагнозата. Дефинитивно, мислам, диагностиката на ретки болести е секаде во светот проблем, не само во Македонија, меѓутоа тука е многу поизразен бидејќи станува збор за многу посиромашна земја, економски неразвиена, со проблеми во системот за здравство и така натаму. Треба ли државата да помогне тука? Апсолутно, апсолутно. Еве, тргна работите со тоа што да речем во МАНУ се одобри рефундација на генетските тестови за диагноза на ретки болести, меѓутоа не се сите можности искористени. Се уште има на пример приватни или државно приватни институции во кои можат да се прават генетски тестови. Меѓутоа тука фали соработката со државните институции. Кога ќе дојде до тоа да прво треба да се направи да се искористат сите можности во рамки на државата, без разлика дали е приватно или државно, бидејќи секој одење во странство по диагноза е дупло, тродупло и повеќе и поскапо. А едноставно за пациентите нема избор. Значи диагнозата е првото нешто, диагнозата е најважното нешто за да можеш да го почнеш животот онака како што треба. Што се однесува до надлежните, тие постојано велат дека од година во година се зголемува буџетот кој се одвојува за ретките болести. Дали е ова доволно? Се зголемуваат потребите, апсолутно. Супер е тоа што се следа, се прогресира, да речам, нели, развојот на програмата за ретки болести, се одвојуваат се повеќе пари во буџетот за програмата за ретки болести. Меѓутоа, како што гледаат и самите институции, бројот на пациентите се зголемува, не е затоа што не знам, ситуацијата е таква, туку затоа што колку се подобруваат условите, колку се зголемува свеста за ретките болести, толку повеќе и ќе се знаат. Не е дека во Македонија нема, тука едноставно не се диагностицирани, не се знаат. Значи, тука сме и не е мала бројката, што значи постојано и ќе се зголемува и постојано ќе треба да се зголемува буџетот. Тука е важно да се наоѓаат креативни начини за тоа како ќе доаѓаат, како ќе се слеваат пари во тој буџет. Неден од вашите претходни настани реагиравте дека постојните закони не ги препознаваат лицата со ретки болести. Што се презема во врска со ова? На повидок ли е некое ново законско решение кое би можело да ви помогне? Ние бевме уклучени во изработката на новиот закон за здравствена заштита, меѓутоа за жал голем дел од предлозите кои ги имавме не беа вклучени. Се уште не е ни прифатен нов закон за здравствена заштита. Се уште нема нигде официјално програмата за ретки болести, единствениот официјален документ кој ги регулира пациентите третманот на ретките болести. Меѓутоа она што ние постојано го зборуваме последниве неколку години е дека е потребна системска рамка, една институционална рамка за решенија што ќе направи добро поврзување меѓу институциите и пациентите, ќе постави ред, правила како тоа ќе се Што е она што го одбија од вашите барања? Па пред се најголем проблем беше дефиницијата за ретки болести. Потребно е во самиот закон за здравствена заштита да биде спомнато што е тоа ретка болест, за да можеме да се повикуваме, да има нели основа на која ќе се повикуваш. Се уште тоа не е никаде влезено. Од друга страна, позитивната вест е дека во програмата за ретки болести се измени дефиницијата, што е многу посоодветна од она што беше претходно, така да се наоѓаат решенија, меѓутоа кога би ја имале усвоено на национална стратегија за ретки болести на која работевме цела 2019 година заедно со институциите, заедно со Комисија за ретки болести, доктори, министерство и така натаму, кога тој документ би се усвоил, би имале една подлога, една основа на која може да се повикуваме, како можеби не е законски, не е закон, стратегија не е исто со закон, меѓутоа има голема тежина. Имате ли чувство дека политичките партии го заобиколуваат ова прашање на сметка на други политички популарни теми?
Па тоа ќе биде Со оглед на веројатно тоа дека многу закони се избрза, се распушти да. парламентот, веќе нема, и мислам, техничка влада, така што Тоа ни е зошто проблем. останавте вие со неусвоена национална стратегија? Тоа е некој проблем што нели се провлекува цело време, како се менуваат владите, како имаме паузи измеѓу технички Значи, дури влади, и на избори. здравјето влијае политиката. Апсолутно се става на пауза, особено кога станува збор за една помала група на граѓани, што не е толку нели забавна. Меѓутоа, од друга страна, стварно морам да кажам дека ретките болести беа приоритет на Филипче пред се. И сосема добро се одеше работата во тој чекор, па сега се надевам, она што ни е најважно е без разлика кој е на власт. Нас тотално не интересира која партија е на власт, едноставно е тоа дека не сакаме прекини, нити во терапија, нити во набавка, нити во односот према пациентите со ретки болести. Ања Василкова Антовска, ние ќе бидеме тука да ве поддржиме во вашите барања како медиуми. Ти благодарам за денешното гостување во Тренски брифинг. И убаво да си поминете на утрешниот настан. Се надевам во што поголем број ќе дојдат граѓани.